Бе вклучена во целиот процес додека нели го осмислува и размислува како сето тоа цел тој дел да се оплемени. Тука се е вклучена невладината организација Ромалитико, која е навистина проактивна и навистина се бори за ромското население. УСАИД, да, беше вклучен УСАИД и бев поканета да присуствувам на самото отварање, меѓутоа бев на седница. Она што покажува уште едно вандалско однесување на нашите сограѓани е дека треба да се прво работи на менталното размислување на нашите сограѓани, а потоа да се инвестира. Навистина некогаш се прашувам дали воопшто треба да се инвестира. Таму неколку пати беа поставени детски качиња, неколку пати беа руинирани. Зборуваме за детски качиња поставени од општина Куманово, зошто се од железо. Не од железо, треба да бидат од челик, изгледа за да почне нешто да функционира во Куманово. Мене ми е многу криво што невладините се вклучени многу, проактивно действуваат во Куманово, општина Куманово прави се за да може нешто да зборуваме за европски, Куманово е европски град, меѓутоа прво треба европски да се размислува, европски да се делува и да се заштити не општина да постави систем, туку самите сограѓани да го заштитат и да се радуваат на ова. За 4 дена да се уништи едно детско каче. Мене ми е многу проблем што невладините инвестираат. Знам дека Ромалитико беше на терен заедно со Ахмет Јашаровски од општина Куманово. Гледаа дали може да се репарира она каче, да се искористат елементи од качето што беше тргнато карши туш. Согледаа дека не може, Ромалитико додаде уште средства, изнајде начин како да инвестира во тие играчки, во тие реквизити и што се случува на крај. Мислам дека и самите невладини полека ќе се тргнат од инвестиции и се обесхрабруваат. Јас како председателка на Совет нема да се обесхрабрам, меѓутоа повикувам да се работи на менталната свест прво кај учениците, кај децата, потоа кај сите наши сограѓани. Тоа е од наши пари, невладините даваат европски пари, зошто да не се користи, туку напротив се уништува. Навистина поразителна слика за нас како кумановци.